Сите заедно мораше да бидеме. Тоа беше целуш од почеток. Ние идевме на припреми, сега да ги собираш, ги молиш, дојдите на време. Едва чекавме сега да не испадне дека бегаме од жените од дома. Знаеш, едва чекаш да ги видиш и ние бевме, верувај, цел ден од сабајле до вечер баравме начин како каде на кафе после кај ќе јадеме, вечер кај ќе излеземе. Нашата врата на мене на Тоше беше цело европско отворена со пешкир. За да може влага. Кој сака да влага? Директор пробува да бега у соба, која се пласиравме од првата рунда у втората. Играме ние и јас како увек си знаам. Кај директорот? Мерџано Скилија. Голем поздрав, легенда. И ја викам на врата. Тргаме. Домакине, као дечиња, знаете. Дружбата беше таа и пак ќе ги кажувам, што ги кажува и Дарко, ботовите. Беа врхунски. Јас просто секој надпревар, Тоше не е по технологијата. Тоше по портали, по тоа беше не, коментари нели има, алкохоличари, пијаници, идиоти, предавници на Македонија, све. Колку е разликата за предавник до херој? Втората е тепаме, истите тие ги гледаш. Браво, ете ги, тоа се македонците, тоа се втората. Лавови. После почна да им снемува коментари. Ја викам, ја дав интервју, реков, им снема имагинација, мене тие ме се интересни, Тоше, море да се читаш тие работи. Едноставно дружба, не гајле, увек ќе бидеме, што го да направиме, знаеш дека увек има хейтери. Го распомнуваш Тоше цело време као твој цимер и се слушнавте пред емисијата, имате контакт 24/7 што се вика. Тоше Гечевски е еден од најчитаните, најинтелигентните спортисти у Македонија. Што ги знам јас. Мора да чита книга пред да спие. И он кога спие, вака му е кебето. Ја не знам како, мене ми е кебето извиткано. Не мрда. Спие и главата му е потврена вака, не знам и гротот. И само ќе ти каже, цимер, ја ќе спијам. И ја става книгата и мене ми треба нели да се свртам на стомак. Да се наместиш, да, па се вртиш, да. Не ве лажам, поминуваат 5 секунди. Ја на лаптоп и оние големите слушалки и сам него му е 9 пати кршен носот или не знам, почне да везе. И јас се вртам, сакам да кажам да не ме да Тоше, Тоше, и он, кажи, хрчиш. Вато се врти на страна. Кебето е пак равно. Поминува 2 секунди, човекот фаќа некое дрво. Јас заспивав околу 5-6 кога он станува. И сега креветите нели има размак толку. И само јасно се сврта и слушаш ова. Ево звук го слушаш. И јас се вртам и го гледаш да си забрил цигарче и литар и пол, 3 в 1. Викам, шо правиш бе? Кафе. А тогаш имам да спие. Ама тоа е време кое секогаш ќе ми остане. Мене ми кажуваат која и Дарко освоил златна копачка. Јас се кладам дека на Дарко му е еден од најомилени, кога нешто е поврзано со публика, со национален дрес, дека нашите индивидуални работи ете ги стојат дома, во трофеот 3 евролиги, све ги поминуваме на кај на ова, знаеш. Не, ама да се спомне нешто. Ја увек го кажам 2011 дочекот на плоштад, кога ги видовме политичарите за да сватат опозиција, позиција, етнички, различни. Па ниеден митинг толку народ нема собрано тогаш. Ама ете ти пример. Кој доби најголем аплауз на плоштад кога се вратите? Се сеќаш, Дамјан беше двајцата, еден ги колку е поминато тогаш, најдобри македонски играчи висе Дамјан и Војдан Стојановски. Да не се свати ово лошо, голем проблем. Кај се тие младите да ги гледаат, сакам да сум подобар од нив. Ја да сум корив, уште 10 години ќе играм. Исклучително врвни спортисти, врвни момци, преубава фамилија и мора се каже најстариот брат Огнен Стојановски. Ние со Русија тоа кога заврши, кога промаши Дамјан, јас тогаш осетив како килажа да ми паднало 50 кила, знаеш она, ти си у некоја да и сваќаш колку више заврши крај. И јас тогаш обично никад не сум 2-3 пати, ама пешкир си ставам. И ставам, Кириленко доаѓа, ја му викам брате, thank you, немој да ми дигаш, знаеш. Ама не беше у смисол заради поразот. Него преубаво беше цел тој период и што завршува. Што завршува периодот, знаеш, ние бевме у зона, брат. Не може никој. Не, Шпанија со најгојак состав у историја. Страшна екипа. И како си вика Македонија ги води на полувреме. Да фрлеше на Варо, Лубеница ќе влезеше тој. Ама пак ти кажам, со најсоемби играчи, со Гасол браќа, да не ги набрајам, Македонија што им пишува витаминка, баравме спонзори и едно ранче идевме. Федерацијата се бореше. Папучи, например, Мерџан, не се љути за ова, ми дава
45-ка, ја му викам, Мецо, но сам ја 50 имаш ти бе договор, дај ги тие на некој друг, она. Значи се бореа, пробуваа да направат све. Замисли ние со едно ранче. Кога дадеме Келев за +1 на полувреме, ние више славевме. Ја Пехарот кога го видов, Пехарот седи таму после од четвртфинале, не знам, го стои на терен. Цело време како го вртиш кругот, вака Дрко. Да го пипнеш. Го гледам. Не сакам да го пипнам, зашто знам дека ќе го дигнаме. Тоа е у главата како капитен. Литванија која победивме, нешто што се случуваше пример во хотелот? Во хотелот збирно место, канцеларија беше на мојата и на Тошезовата. Со пешкирчето вратата. Пешкирот се става и влагаат. И сега се носи количка, пива, имаше по некоја водка, нема потреба да се лаже, гледаш, имаше резултат. Кога има резултати се поминува. И ве молам, вика, не излагајте Литванија кошаркашка нација, да нема проблеми, знаеш. И ние, да, у соба, си пееме, се смееме и нагло се симиња рускиот пиар. Перо, пожалуйста, ме моли на руски, ја играв на Русија пред 3 години. Вика, утре и тоше. За 15 минути сите доле. И сега сите се симињаме, кој не се симиња, има опција утре, мора да трча. Не, нема опција уствари. Опцијата му е излез, провод или трчање. И после тренинг си трча. Излеговме, имаше само еден во дискотека влагаме и еден вика, Антич, јас викам да, yes, fuck you but good game. Значи немаше никакви конфликти, знаеш. Тоа што е на терен останува на терен. Едина тимска селекција која дошла до тој врв. Jer и тоа е врв меѓу четирите, се бориш за медаља, нема тука, поише од тоа нема. Така да, браво за тоа, али штета што после тоа не се продолжи со креирање на други генерации. Како е кај нас, секој Да. чудо за 2-3 дена и поминува. Тука мора да се пофалат и тогашниот претседател Димовски, Илија Мерџановски, Дејан Лекич што е сега шеф на FIBA Champions Лига во FIBA. Пресинг со Дарко Панчев.